Здраво на сите. Овие неколку минути се дружиме заедно со Сашко Потар-Мицевски. Филмската уметност го вметна Сашко да дојде до големиот успех како што е и денес. И здраво на тебе и навистина ми е многу драго што овие неколку минути ја имам можноста да поразговарам со тебе. Здраво, Надица, поздрав од сите гледачи ваши, фала на покана. Како си? Добро, само изолиран, со почитување на мерките од владата за самоизолација. Тржам се настрана од вирусот и од сите групни активности и од дома си работам претежно и добро е, се за сега ми е супер. Фала. Како ги поминуваш деновите? Деновите ги поминувам работно пред се. Мислам дека имаше некоја тишина и немаше многу работа март и април, заради тоа што имаше генерална светска паника, ама конечно имам многу работа. Така по цел ден сум пред компјутер, цело време нешто работам, цело време се тровам со кафе. Така да цело време сум со работа и понекогаш гледам некој филм, читам некоја книга, аудио книги слушам многу последно време, возам точак и тоа е тоа. Генерално време само за себе, да, по активности. Со активности. Па и така и треба. Сашко, кажи ми, што беше пресудно за оваа професија, бидејќи ти навистина имаш една инспиративна приказна за да го достигнеш успехот кој што го имаш денес. Што беше пресудно за да се најдеш во водите на оваа професија? Мислам дека кај мене пресудно беше тоа дека, мислам јас почнувајќи од себе многу како уште од средно, па можеби и основно знаев дека сакам да се бавам со филм. Мислам дека на крај на основно имав две потенцијални патеки. Едната беше да одам во имут на кулинарска школа да се бавам со храна, кој што сега го правам како хоби цел ден. А другата школа беше да отидам во гимназија и да евентуално пробам да се бавам со филм. Некако пологично ми беше да се запишам на гимназија, така да мислам дека уште на 14 години имаше некој чувство дека сакам да го правам во. Апсолутно пресудна работа и ова треба сите да го слушнат, дека моите родители во ниеден момент не ми пробаа да ми сугерираат алтернативна професија. Леле, филм, треба да бидеш доктор, треба да бидеш така што многу мина знаат. Значи, у никоја секунда не сум имал сопка од родители за или сугестија за што треба да се бавам и многу ги поздравувам за тоа, заради тоа што мислам дека тоа е правилната одлука. И треба сите деца и родители да го размислат тоа добро, заради тоа што тоа имаше многу позитивно влијание врз мојата кариера. После гимназија секако дека имаше две опции. Првата опција ми беше и тоа ми беше приоритетна опција да пробам да се запишам на факултет за драмски уметности во Скопје, каде што имаше катедра за филмска идеја и монтажа, кој што за мене некако беше идеална катедра, пошто јас сакам да сум внатре, сакам компјутери, сакам уметност, сакам музика и некако сублимираше неколку од стварите што ги сакам. А втората опција беше филолошки факултет, кој што ми беше само план Б, пошто сум многу заинтересиран за англиска литература. Али мислам дека додека сите спремаа матура, ја беше многу фокусиран да спремам приемен испит за ФДУ и некако тоа ми беше почеток на кариерата. Така да пресудно е да немам никакви препреги од родители. Така. Како што знаеме, патот на успехот навистина не е лесен и треба навистина многу да се трудиме за да успееме. Кажи ми, кои беа твоите предизвици? Па освен оние тешки денови околу приемни испити, кои што стварно беа стресни, пошто работи се за животна одлука, за животни испити, да ги речам. Мислам дека приемни испит на ФДУ беше доста стресен, пошто ја беше 18 години. Цело време од сите страни сум слушал приказни, немој на ФДУ, треба да имаш врски, мислам тие глупи бети со кои што се тешат луѓето кои што едноставно може да ти докажат дека не е така. Да, нема везе, мислам, ја немам никаква позадина, немам никој фамилија кој што се бави со уметност. Така да немам, едноставно не сум имал никаква поддршка од таа страна, едноставно сите само веруваа дека треба да си пробам шанса и тоа е тоа. Мислам дека другата пресудна работа и другиот предизвик беше после дипломирање очигледно да се најде работа. Јас, знаеш, млад штипјанец во Скопје, што мислам дека беше многу лесно и имам многу среќа околу тоа. Меѓутоа пресуден момент беше исто кога одлучив да отидам на постдипломски студии во Англија. Мислам, многу е сега лесно да се збора да баа перспектива, меѓутоа мене целата апликација
И моментот од првиот ден кога одлучи да одам на одреден факултет до дено докога што ја добив виза и одреден факултет, поминаа точно цела година. Значи неколку месеци спремање апликација, после ми интервју, па требаше да одам Англија на приемен испит. Така да мислам дека се тоа е плод на многу работа. Имаше многу предизвици измеѓу. Мислам дека и со филмовите кои што ги правам учам многу и за себе и за мислам дека со секој проект учам нови ствари и за самиот занаат и за самата уметност и за мене и за мојот однос према уметноста, за мојот однос према средината, према други луѓе и према свет. Така да е многу комплексно прашање и има многу состојки измешано. Еве сега зборуваме нели за твоето образование, се враќаме назад. Кажи ми, на што тебе те потсетува? Дали би извел некој настан кој што ете така ти останал во срце од таму во Англија? Се постанува збор нели за твоите почетоци? Да, јас многу носталгично зборам за моите студии во Англија. Иако јас сум, знаеш, поголем дел од моето време сум во Лондон, во Англија, неколку месеци сум во Штип, неколку месеци сум во Скопје, цело време сум нагоре-надоле, што би се рекло. Мене 2015-2016 година, кога ја беше на постдипломски таму, беа најсрекните години, кога што ја најискрено беше среќен. И тоа се должи на неколку ствари. Првата ствар е заради тоа што ја, за разлика од многу студенти, немаше никаков финансиски притисок, ја имаше пуна стипендија која што најрегуларно си доби преку Министерството за образование, преку апликација, труд и све тоа. И мислам дека ја ги немаше тие финансиски притисоци да морам да работам, да платам кирија. Многу студенти имаше, пошто станува збор за престижна школа, многу студенти има кредити за, но да, има проблем, знаеш, па мора пола од времето да се фокусират на работа. Мене ми беше феноменално. Така да сум многу носталгија зборам за тие времиња, а тоа беа времиња кај што знаеш, ја имав контакти со многу големи луѓе, со кои што сега тоа ми беа пријатели, сега ми се другари. Знаеш, нашата академија е многу позната по тоа што носеа цело време воредни професори, кои што се професионалци од филмскиот свет, кои што има работено на големи проекти. Значи има професор по миксање на звук, ни беше лико кој што го има миксано оригиналниот Blade Runner, многу James Bond филмови. Еден од професорите ни беше саунд дизајнер на првата сезона на Game of Thrones. Мислам, збориме за луѓе кои што апсолутно имаат работено на најдобрите проекти, кои што сите ги гледаме, сите се восхитуваме, и мене ми беше многу чест и привилегија да учам од тие луѓе. Прво, ние го имавме Кристофер Нолан, кој е еден од најпопуларните режисери моментално. Кристофер Нолан имаше час, има ни одржано час на факултет. Ја имав слика од тоа и тоа е едно преубаво сеќавање. Да, мислам феноменално. Знаеш, и тие денови на факултет, башка факултетот беше малце настрана од Лондон, во едно мало градче кој што е прекрасно, и сите студенти живееа во околина, имаше многу таков класичен, мислам, тоа не го гледаме многу британски филми, пошто го гледаме американски филми, имаше класичен студентски живот. Као, окей, до 5 саат сите паѓето не се справат филмови, стресови, слично. По 5 саат се отвара барот студентски, сите пијат кој дозволи и колку може да носе, и после тоа сите одат по дома на брзина да апнат нешто и се прават журки по станови. Пошто луѓе живеат со цимери, беше, мислам, феноменално. И ја од тоа школа имам, освен знаењето кој што го доби огромното искуство и слично, имам, значи, другари и другарки од сите краеви на светот кои што ми се, мислам, вистински другарства. И се апlicirаме, веќе почнува да се женат, свадби, имат и така. Така да многу е позитивно. Оно што морам да кажеме дека има феноменална алумни мрежа моја факултет. Значи имаме секоја година настани за кои што се социјални настани и нетворкинг настани на луѓето кои што дипломираме на мојот факултет, кои што се сите, мислам, големи филмаџии. А моментално за време на оваа корона криза имаме пристап до мастер класови преку Zoom со многу познати филмаџии. Едгар Рајт беше, Рики Джервейс, Стивен Фрај беше пред некој ден, така да ја во слободно време само си ги гледам тие мастер класови и ме потсеќа на времето кога беше ја студент.
Така да многу да. Да, има многу луѓе у моја генерација, мислам у секоја генерација кој што студира, за кој што знаеш, знаеш нивната енергија беше толку интересна што знаеш дека си присуство на луѓе кои што утре ќе земат Оскар, кои што утре ќе бидат режисери, монтажери, композитори на блокбастер или слично. Многу е тоа посебна атмосфера. Така да многу привилегија, нели? Да. Тоа е сепак привилегија, еве како што најавив јас, мене ми е навистина едно огромно задоволство што овие неколку минути можам да позборувам со тебе, затоа што знам ни се што си поминал за да бидеш тоа што си денес. Од една страна навистина е убаво што ти ниту во еден момент не си се откажал од твојот сон. Така да можеш да ги мотивираш и другите да поработат малку на нивните соништа и да се борат кон нивната цел. Твоето средно име е Потар. Зошто и како го доби тој идентитет? За оние, например, кои што не знаат. Прво ќе ти дам коментар на ова за сон што го збориш. Ја мислам дека апсолутно не мислам дека уште го имам да живеам на мојот успех. Мислам дека има уште многу да се работи. Ама да, мислам дека е пресудно се сонува. Знаеш, ја беше 11 годишно дете од Сењако кој што сонуваше дека еден ден ќе бидам у школа како што е Хогвартс со Хари Потер свето, дека ќе учам такви интересни предмети и знаеш тоа некако сите одлуки во мојот живот водеа до тај момент. Семно да име Потер го имам добиено многу органски или природно како што се вика, а никако не е isforsirano. Заради тоа што уште првиот пат кога јас стапнав у кинокултура да го гледам првиот Хари Потер филм, така што за мене беше тај свет беше за мене и уште е многу удобен свет кој што соединува многу дисциплини кои што мене ме фасцинираат како митологија, како знаеш однос помеѓу луѓе, политика, астрологија, предвидување, мислам многу литература, многу алхемија, мислам можам да одам до бескрај. Така да тај свет некако ми беше многу удобен и имаше од секогаш има некој чувство дека тај свет кој што мене треба да ме воде и да ме инспирира. Значи ја после тоа станав огромен фан на книгите, почнав да читам литература многу повеќе заради тие книги, пошто тоа беше време во кое што знаеш веќе колку јас да сум имал 13 години, веќе од тинеџерство, знаеш, имам одбивност, сега ќе читам ја лектири. Да. Тоа е ставо кој сите го имаме, тоа. Фаза, да. Мене беше обртен ефект, свакаш, ја у еден момент си имам појавено дома со 800 страни петата книга и мајка ми викаше, уредо е, ти ќе го прочиташ ова. 3 дена, 4 дена, колку и да е, готово. Така да ја почнах да читам поради тоа и како што излава филмовите ја многу се запознаваше со начинот на кој што се правени филмовите и тука тоа беше мојот прв допир на како е правена таа филмска магија. Мислам има многу работи кои што ја и ден денеска кога ги запознавам луѓето што ги имаат правени тие филмови, ги дознавам и се фасцинирам како во тоа време се правени глави роботи или чудовиштата не се CGI или компјутерски генерирани, туку се роботи. Така да имам многу елементи кои што мене ми се фасцинантни. Мислам дека заради тоа некако, заради таа моја обсесија и фасцинација со Хари Потер и со цел тај свет филмски и литературен, ја си го доби тоа средно презиме. Никој не ме вика Хари Потер, што е добро, туку си имам Сашко Потер Мицевски, цел идентитет изграден околу тоа. И веќе на филмски шпици стојам како таков и тоа е тоа. Мислам дека веќе суштински дел од мене и нема назад. Така. Кажи ми со што најпрвен почна да се занимаваш? Па ја не сум се занимавал со ништо освен филм. Како професија, мислам дека најраните сеќавање на мојата прва работа е дека ја летно време дури беше средна школа, работеше кај мајка ми во конфекцијата. Поздрав сите таму, пошто се прекасни луѓе. Поздрав. Кој што многу ме тим треба. За да можам со дневниците од парите да се работам доволно пари за да се купам Хари Потер книгите. Тоа ми беше првата работа. Да, многу. Мислам тоа е неколку лета така се поработи кај нив. Втората работа е дури беше студент на факултет за драмски уметности. Некако успеа да стапам во контакт со младинска книга која што е издавачката куќа која што ги издаде последните 2 Хари Потер книги. И
Мислам, не намерно, јас само сакаше да ви кажам фала ви луѓе, пошто имаше некоја пауза, не можеше да добие авторски права и они решија да ги купат авторски права, да ги издадат. Јас само им напишам мејл, луѓе, фала ви, мене ми е битно, верувам на многу луѓе ќе ми е битно е на македонски јазик да ги има книгите и некако соработувавме со нив и они ме викнаа на сајм на книга да продавам ја Хари Потер книги, така да тоа ми е втората професија. А третата професија ми беше веќе вработена филмска продукција, да работам и никогаш не сум работел ништо друго освен филм. Така да мислам, не ни знам да работам сега, да треба да отидам да работам у КАМ, за кој што нема ништо странно. Значи, ја нема да знам да се снајдам, има луѓе кои што тоа го прават многу добро, мене ќе ме фане паник сигурно. Така, како што јас секогаш велам, треба да го работиме тоа што го сакаме, тоа што ни исполнува и како што кажете да знаеме да се снаоѓаме во сета таа ситуација. Да, дефинитивно. Мислам нема само работа, тоа е тоа. И ако ја сакаш нели таа стара кинеска премногу исцитирана поговорка дека ако ја сакаш работа да што ја работиш, нема да работиш ни еден ден, тука едноставно ќе уживаш. Да. Сашко, ајде да позборуваме малку повеќе за твоите успеси. Ти нели си режисер на документарниот филм Во земјанинот Ли, Сите ќе умрема и потоа монтажа на една од најгледаните серии, односно Преспав. Ајде малку да позборуваме за тоа. Да навлеземе во детали. Да, мислам дека јавноста е многу запозната со мојата приказна околу Во земјанинот Ли, малку се потсетиме, тоа мене ми беше дипломски труд на факултет за драмски уметности. Значи, јас дипломирам на факултет, мислам на катедра за филмски идеја и монтажа, кој што требаше да дипломираме со проект кој што ние ќе го имаме измонтирано. Секако. Јас сакаше да не поминам само со некој спотче или со некој кратко играно филмче, дека го поминам со најтешката форма за монтаж. Баш го одбра тој лик. Ќе ви кажам сега, да. Јас сакаше да дипломирам со најтешката форма за монтажа, кој што според мене е документарен филм. Пошто таму нема сценарио, нема прва сцена, втора сцена, туку секоја форма може да има многу смисла. Да. Јас се сеќавам дека кога ја однесена идејата на хартија да ја прочита на мојот професор Димитар Грбевски, кој што е феноменален педагог, феноменален филмаџија, познат македонски. Сите седевме у круг, 6 студенти и професори, и јас читам. Он многу добро го знае Мики Ли, заради тоа што имаше неколку обиди да се направат филм за Мики. Еден беше ТВ Стар, еден беше нашата колешка исто штипјанка филмаџика Тања Рибарска. И трет обид мислам дека беше МТВ. И сите неуспешни. И јас ја читам мојата идеја, викам сакам да снимам филм за штипската легенда во земјани Мики Ли, за неговата обсесија со кунг-фу, за неговата комуникација со земјани. И он пушеше цигари од тоа време професор, нема везе стана и без да ми каже ништо, отиде од другата просторија, кај неговата канцеларија, само се запали цигаре, протувка се неколку минути да се прошета, заврши цигарата, 5 минути, ние сите збунети. Ака, и он се враќа и назад ми вика, значи ти сакаш да гореш. И ја, можда сега, тоа е тоа. И он вика, тешко. И викам, окей, нема веза. И ја му го кажа аголо кој што сакам да го покрием од приказната, значи веќе почнаме да работиме, он ми даде некои информации за кај да почнем со истражување, ја ги виде сите тие снимки што беа снимани за претходните филмови. И јас почнав да комуницирам, тоа беше крај на трета година, почнав да комуницирам со Мики, да се дружам. Јас живееш во студентски дом во тоа време, дома на Глуви за Глуви у Скопје. И секој сабајле, пошто ја не доручкувам, таков тип на човек сум, секој сабајле што имаше доручоци, паштети, туни и такви работи. Ја ги собираше у кутија и на секој ден го штип му ги даваше на Мики. И ние цела година со Мики работевме за да му објаснам ја дека во нема да биде YouTube видео. Пошто имаше многу моменти кога он не го сваќаше во сериозно, уште не го сваќа во сериозно, уште се бореме. Меѓутоа тоа беше мене дипломски труд кој што беше сниман без никаков буџет. И ако сега има милиони приказни, јас сум земал 50.000 евра, оно, мислам, уреда. Дипломски филм, без никаква поддршка. Агенција за филм, имаше во тоа време иницијатива агенција за филм да поддржува дипломски филмови.
Така. Мојот филм беше едини кој што не доби поддршка заради тоа што тогашниот директор сметаше дека можда јас сум млад да се бавам со ваква тема и слично. А едини филм кој што еден да се гледа. И нема веза, значи следниот чекор ми беше, мене ми требаше некоја опрема, со колеги од факултет ќе го снимавме и у тоа време пак ја спомнам колешката Тања Рибарска, Штипјанка, она работеше у Квазар филм продукција, кој што е огромна продукција од Скопје, она вика слушај, дојди ке нас, еден од нашите продуценти кои што работат и собственици, Ване, вика, он многу сака такви теми во мене, вика, зборни, вика, може ги помогне некој. Ја оде таму, викам, здраво, јас сум Сачко, снимам филм за Мики Ли е тај, викам, нас не треба поддршка, апарат за снимање, викам, ми помош со колор корекција. И он леле колку интересна тема, добро, окей. И вика, ај дојде следниот пат со твоја камераман, вика, кој ти е продуцент, вика, ќе позбориме и одеме следниот пат после недела да не состанеме. И Ване ни вика, колку пари ви треба, вика, да го завршите филмот нормално. Викам, слушај, Ване, ние имаме кола од факултет, сите работиме без пари, ќе спиеме кај Вујко ми на вилата у Сутлаго. Значи само пари за горби, пари за храна. Ја вика, колку пари е тоа? Кажуваме толку и толку пари. Да. И он после пола сад ми се јавува, вика, дај ми сметка, Квазар филм вика ќе ти пушта спонзорство за гориво и за храна. И сега, од тоа време, ја ако сум имал 20 години, тоа ми значеше, знаеш, премногу. Било каква поддршка, сакаше беше горд со све. Успеаваме некако, значи тоа е единствениот буџет кој што го имаше филмот. Све друго беше мои лични трошоци. И успеаваме да го снимаме, мислам дека, ако не се лажам, 2 пати по 4 дена. Прва у јуни 2012, да. После му јули 2012. Така. И Мики уште некако сериозно не сваќаше. Цело време ни каснеше на снимање, цело време изиграваше Шерон Стоун Дива, уште го прави тоа. Ама некако успеаме да го снимаме тоа, во тоа време се појавија тие чудни кругови таму теринци, маркетинг, што беше супер. Меѓутоа тоа беше многу бизарно, заради тоа што колку и да беше маркетинг трик, значи ние ја снимавме, има една сцена кај што он се моле на воземјаните, ги повикува, дојдете мои другари, бла бла, услушува на тоа, да. Да, значи он доваѓа у истиот момент, значи само што завршиме, му звоне телефонот упорно на он кој што ми директор на фотографија на филмот, мајка му звоне. И он гасе повик, пошто снимаме, мајка му па му звоне, он гасе повик па. Мене меѓу време ми звоне телефонот продеканот на факултетот и ја гасам, пишувам порака, снимаме. Значи завршуваме се снимање, одеме дома и мене ми се јавува продекан на факултетот ми вика, што правите вие уште, пратиме ве да снимате филм со Мики, не да се копирате, такви работи да правите. Викам, што е работа? На мајка му вика, пуштите на вести. Пуштаме на вести. Значи у истиот момент тие кругови таму теринци македонски шуми се појавиле. Ја викам, леле, луѓе, што се случува? И утре сабајето право одеме, снимаме таму и тоа беше завршено снимање. Тоа е за тај проект, после тоа натаму нема што да се коментира, пошто сите знаеме приказната. Сите ќе умреме е нов документален филм кој што ги снимам у Штип. 2016, 2017, некако 2018. И е филм за Зоран Сичев, кој што е исто штипска легенда, може не толку позната како Мики, ама мислам дека јавно се ќе запознае. Зоки работеше како погребалец у Михо 2007 и сега ја би рекол social media influencer, блогер и колектор на стари фотографии од Штип. И тај филм ја следа неговата приказна и неговиот однос со живот, смрт, фамилија, целата игра и конкуренција нелојална у погребалните служби у Штип, што има малце фаната. Така многу интересен филм, тоа мислам дека ќе има летото здравје, ако ги се оштиска на корона. А Преспав ми е премногу драг проект. Значи јас се топам цело време кога зборувам за Преспав и кога работам заради тоа што тоа ми се најомилените 3 месеци од цела година. Значи од септември тамо до декември ми е неверојатно искуство заради тоа што сум од прва сезона, заради тоа што знам со колку пот, мака, солзи, крв, лимфа и било која друга течност е направена серијата и мене ми е многу бава серија заради тоа што ја го знам моментот позади тоа. Тоа е една од најгледаните.
Да, многу ми е драго што овие последните 2 сезони поготово, а публиката веќе го гледа тај квалитет за кој што ние се боревме да го добиеме, и е многу популарна и ми е многу драго, има многу добра екипа. Штипјани се толку многу битен дел од таа серија. Значи тука ќе исполнам Јелена Јованова, Владимир Тулиев, Сандра Георгиева, која што е исто млада режисерка од Штип, која што работи асистент на монтажа. Ај може без Штипјани, не може. Значи штипското лоби е таму многу јакичко. Значи Душица Тренева имаше епизодна улога, Милорад од Штипскиот театар исто имаше епизодна улога. Така да добро се држиме и цело време таму колегите не зајавуваат штипското лоби, меѓутоа ја ќе смеам мислам. Така да преспав таа екипа. Да, и надевам се ќе имаш шанси да поразговараш со сите нив. Може да не собереш во некоја емисија, тоа би било многу занимљиво. Да, ние имавме разговор со Васил Зафирчев. И навистина беше ми многу мило што можев да позборувам со него. Јас се надам дека како што кажа сега и ти дека сите ќе ве соберам на едно место и вака убаво ќе си помуабетиме. Слушај, следен пат кога ќе е Јелена у Штип, значи мора да се организираме. Ете така. Договорено. Многу приказни кои што од штипска перспектива може да раскажат за таа серија, кои што може јавноста не ги знае. Пошто мислам не дека се тоа некои скандали, меѓу тоа е многу позитивно, позитивен работен процес. Мислам јас сум кога работиме на серијата, јас сум буквално инволвиран од 11 саат за бајле до 2-3 по полнок заради тоа што тоа е толку забавно, толку мислам има моменти се ја ги гледам исто сцените кои што се вишок, многу сцени кои што не се улезени, многу различни текови. Значи за мене ми е репер дека јас се смеам. Мислам јас си седам сам пред компјутер за да се тора и се ха сам се смеам. Мислам тоа некој од страна но ќе рече ова е луд. Знаеш истото го кажа и Васил, извини што прекинувам. Кога го прашав дали кажи ми некоја интересна случка нели за време на снимањето, тој вели ги има премногу. Значи премногу има, вика, при снимање не доаѓа некоја заразна смеа, се смееш, не знаеш што да направиш. Како да прекинеш и да почнеш нели да глумиш. Мислам многу е тешко да се каже омилена сцена или омилен момент, затоа што е стварно све бизарно смешно нон-стоп. Значи има сега да кажам два моменти. Значи ја оваа година на последната сезона, четврта која работиме, пошто мене ми доаѓаат епизодите како што ги снимаат, не одам од прва епизода за последна, туку прв пример ја правам некоја 17-та, па трета, па пета. Имаше момент кога ја прв пат ја погледнам грубата монтажа на четвртата епизода од четвртата сезона, кој се вика Кражба. Што е маестрална епизода. Значи они уште снимаа серијата. Значи јас само што изгледа епизода, запалих кола, отидов МТ само за да им честитам колку беше добра таа епизода, пошто стварно мене ми беше гениална. Има еден момент има еден момент оние блуперс видео, making of видео кои што ги правиме, кои што се забележува, ама не се многу слуша, а тоа е таму некаде околу сцена за сокомитите кои што зборат некој дека се смее. Значи, они зборат за Билјана Драгичевич Пројковска, кој што е кастинг директор коуч на серијата, кој што Билјана на еден ден на снимање, значи ја замолиле да се тргне од снимање заради тоа што цело време се смее и го нарушува снимањето. Значи тоа го има making of видеото и е стварно пресмешно. Тоа е добар показател за тоа колку екипата ужива во таа серија. И мислам мене е стварно привилегија да ја работиме, да застапувам серијата на нашето јавност, пошто е стварно ние со нетрпение очекуваме да ја гледам. Да, историски мислам дека од нашата филмска перспектива, мислам дека многу таа серија ја смени целата индустрија филмска заради тоа што покажа дека ипак има публика за македонски, дека ипак публика може повторно да си добие навика у 8:15 со фамилиарно си да седат пред МТВ. Тоа беше science fiction 15 години. Да, точно. Никој не се е тресел порано да сега си дека ја слушнат Пири Рај песната на Мите, одма си да трчат пред телевизор за да не испуштат епизода. За да може утре се пали од 9 сат кога отидат на работа да коментират со колегите и некој ќе се чувствуваат запоставено. И коментира тие се. Тоа е многу добар социјален аспект. И мислам дека тај момент многу ги инспирира и другите продукции, да го прифанат тај ризик, знаејќи дека има публика. Сега има многу добри, многу интересни македонски серии во моментот. Значи Фамилија Марковски на терапија, Инсайдер беше, Зоки Поки,
5 плюс фамилија. Има многу продукции сега кои што наши се многу гледани и тоа ми е многу драго. Така. Сашко, ти имаше исто така и можноста, нели, да работиш за аудиомонтажа за филмот Мугли. Какво е чувството да го работиш тоа што го сакаш? Сепак е тоа, нели, дел од голем проект, како што спомнавме и преспав. Да, Мугли е огромен проект, кој што е во продукција на Warner Bros. Знам дека се развиваше неколку години имаше друг исто Мугли филм и тоа овај беше малку на друг дел од приказната. Многу е чувството дека ја беше дел од тај тим е мислам многу едноставно, чисто прекрасно. Нема никакви притисоци дека сега работам па дека ми е тешко. А дали некојаш имаше трема, например? Види. Значи тоа се сериозни продукции. Ја пред тај проект за истата компанија работи на Sherlock Gnomes се вика, еден анимиран филм за џуџиња у градина, кој што глумат Џони Деп, Джеймс Мекавој, Емили Блант, Майкл Кейн, мислам. Тој е продуцент на тај филм Елтон Џонс. Он мислам дека ми прави музиката за филм исто. Ја работи на тај проект, ми беше као приемен испит за да влезам во таа компанија и да соработам со нив. И таму имаше момент кога што ја требаше да однесам некои си hard disk со фајлови у главната сала за микс, као што беа сите големи фаци продуценти од One Pictures, режисер, дизајнер на звук, композитор, све. Значи јас се сеќавам дека кога улезе, мислам дека све ми се замрзна, тоа ми беше толку стресно, а јас само требаше да улезам и да речам добар ден, еве ви hard disk со информации, копирајте, кажете ми дали све окей. Меѓутоа тоа беше толку стресно, ја мислам дека пошто улам, знаеш, Paramount Pictures, тоа е ипак поим за мене. А тај втор проект беше Мугли, кој што мислам, многу беше добро чувството да се види толку комплексна сесија со многу звуци, со многу одлуки, со толку многу ефекти. Тоа дефинитивно беше огромно искуство за мене за да научам многу работи и за филмскиот бизнес и за начинот на кој што се решаваат проблеми во овој проект. А третиот проект за кој што го работи за истата компанија беше Fantastic Beasts, вториот дел. Тоа е втор дел од новиот серијал на филмови кој што е базирано истиот Хари Потер свет. Тоа мене ми беше остварување на сон. Најчисто, ја мислам дека сите овие проекти, сите одлуки кои што ги носиш беше леле, окей, само да дојдам да работам на тај филм, само да пробам од таа Хари Потер торта. Знаеш, тоа ми беше најголемиот, сите одлуки ми водеа таму, сите контакти, сите луѓе, сите проекти на кои што сум помагал, имале контакт, некако сакаше да дојдам до таму, успеа да дојдам, успеа да одам на премиера, беше на премиерата во Лондон, кој што беше бизарно искуство, мислам ја, уште ми е малце сон, успеа да се запознавам со режисерот на филмовите, на Хари Потер и на Fantastic Beasts Дейвид Јейтс. Они сега моментално требаше да го снимат третиот дел, меѓутоа заради криза малце од треба да излезе крај на следната година. Надевам се дека, мислам, има најави дека треба да работам и на тај. Само заради тоа што они знаат дека сум ја толку голем фан, дека придонесувам многу и со знаење и со ентузијазам од цела екипа, така да режисерот кажа дека он ќе побара ја да бидам дел од проектот, што мене ми е супер ако можам, знаеш, пошто ја имам работи. Да, асистентска работа работи на, и тоа многу малце работи, неколку недели на тај вториот филм. Меѓутоа, ако може, знаеш, да бидам поголема, поодговорна позиција, е било феноменално, па поодговорна и до петиот дел. Да, така да ќе работам на тоа би требало да биде следната година здравје, така да надевам се дека ќе, мислам дека тај може да биде секако. Веќе ми се остварили работите заради тоа што порано многу од работите ја не сум ни сонувал дека ќе бидам во иста просторија со многу луѓе што успеа да ги запознавам. Знаеш, така да веќе стварите ми изгледаат некако по дофатливи. Некако мислам дека имам повеќе искуство за тоа како можам да стигнам полесно до работа кои што ги сакам, без многу стрес. И времето го прави своето.
Да, и пак сега сум позрел, знам дека не треба да паничам за некои ствари, и дека окей, ако не ми успее нешто. Знаеш, се научи се, поготово со овај вториот филм Сите ќе умреме и со неколку други дела, вие неколку години, дека окей, дека не треба све да биде ремек дело, дека едноставно не може све да биде ремек дело. Дека не треба, мислам дека сите очекувања треба да ги отфрлам од луѓе, дека сакаш некојаш е окей и да не успееш од нешто. Да. Многу е нормално. Дека не мора сега сите да бидеме... Дека не треба да се разочаруваме. И срекни, и вау, сите да бидеме глуморозни. Нема везе. Тоа е тоа. Сите имаме лоши денови, сите имаме лоши проекти, сите имаме лоши врски, лоши односи во фамилија. Тоа е дел од животот. Едноставно и јас мислам дека научи да го прифанам тоа некако полесно да се носам со тоа, заради тоа што и јас сум имал пример падови во мојата кариера. Ја 12 години го правам во АМА. Пак свегаш и мало проекти со кои ја не сум се согласувал со режисери, со продуценти, мачиле сме се да добиеме нешто, може ја не сум правиот човек за работата. Жива материја, и тоа е тоа. Мора да се научиме да го прифанеме тоа. Тоа е и да имаме лекција. Да, тие се тие фази кои што треба да поминат во животот, да знаеме како да се избориме и да застанеме на нога, нели? Да. Така да тоа е тоа, мораме напред. Сашко, кажи ми, дали сите овие приказни допреле до тебе? Сите можда не. Сега ќе биде лага ако кажам дека сите да, меѓутоа мислам дека во последните неколку години јас сум многу среќен само заради тоа што работам на проекти кои што мислам дека мене лично емотивно ме допират или евентуално јас гледам нешто таму кој што знам дека може да ме натера да допрам. Значи ја не може да на прво гледање на филму или на некој сценарио нема емотивно да изреагирам, но знам дека може да има нешто таму кој што мене може да ме инспирира ја да го направам поемотивно. Така да, ама јас сум веќе во фаза во кариерата моја кога што можам да си дозволам да кажам не, извинете, супер, све одлични сте вие, меѓутоа мене не ме допира. Така да јас се трудам да прифаќам проекти кои што знам дека ќе предизвикат емотивна реакција кај мене или дека се општествено битни. Така да не би речел дека сите приказни ме допират. Тоа е за работите кои што ги работам. Мислам дека има одредени филмови кои што, пример, преспав, пак ќе кажам, мене ме електризира. Сакаш ја вечно време, мене ми се и многу од екипа ми се чуда. Ја пример можам да си пуштам вечно време нека епизода од прва сезона и да ја гледам и знаеш тоа ми прави емотивна реакција дека ја реагирам, потсеќам се на убави времиња, учам што можеме да подобриме и слично. Меѓутоа има филми кои што многу често ги гледам, што сум ги сработил, пример 2017 година, ја мислам дека мене ми беше една од понестрекните приватно, па и професионално години во мојот живот, кај што да речем не ми цутеа ружи. Таква сува година, да речеме. Ама мислам дека таа година ги имам isproducirano и имам работено на проекти кои што стварно имат не знам некоја длабочина кој што тешко да се објасни. Има филмови, пример има еден краток филм кој што се вика Лег на англиски филм кој што може многу луѓе нема да се врзат со него, но ја цело време кога го гледам имам некоја Но до тебе допира. Едноставно да, некој нерв ми допира и некој дел од срцето кој што многу ствари немаат пристап. А филмови кои што пошто ја цело време не гледам филмови, тоа ми е дел од работата, филмови кои што ме допират, имам многу, мислам, имам и многу филмови и серии, поготово последно време сериите се многу актуелни. Меѓутоа последниот филм кој што ќе спомнам, кој што многу емотивно ме допре е еден баш на Netflix го има, Call Me By Your Name се вика, и тоа е приказан за прва љубов и за сите успеси и падови и таа болка после прво скршено срце, кој што мислам дека е толку добро представена во филм, што ја не сум сигурен дека можам втор пат да го гледам филмот само заради тоа што е толку болно, а толку убаво тоа искуство, така да препорачувам го тај филм. Да, има многу ствари. Еве сега у глава ми улезе Life of Pi, кој што го имам гледано.
Тој е филм на Енгли кој што го гледам, мислам дека од 2013 година. Тај филм исто многу ми помогна ја да расчистам мои дилеми и прашања околу религија, верба и слично. Така да има цело време филмови. Мислам, јас сум веќе многу селективен со филмовите кои што ги гледам, а не гледам цело време вау, ремек дела, десетка, најголеми критики или глупости. Гледам и јас гледам треш филмови како и сите. А зошто да не? Нема везе, гледам и телевизија ја многу често. Значи јас сум навлечен на некои чудни англиски реалити шоа. Сега имаме повеќе слободно време, така да можеме да гледаме што сакаме и да правиме што сакаме. За лоша телевизија можам да најдам слободно време во секое време. Така да пред да си легнам, гасеш мозок, пушташ таму нешто да плямпа на телевизорот и тоа е тоа. Ако се научи нешто, арно, ако не, барем се спи. Ако не здравје сега што да правиме. Сашко, можам да те прашам, кажи ми што мислиш, дали ќе стартува и ќе се исполни твојата желба, да речем, за кампањата Штип сака кино? Јас мислам дека кампањата Штип сака кино е на многу добар почеток. Мислам дека реакцијата и почетната брзина на самата кампања беше феноменална. Значи ја ни најмалку не очекуваше да има толков одзив. Многу ми е драго што и стара и млада генерација реагира на сето ова. Стара генерација заради тоа што малку се враќа на своји стари времиња и знаеш, пак кажам тоа е. Да, моќта на филмовите ги одржува луѓето и знаеш, едноставно тоа е видео кој што го направија дека е киното Штип. Има малку носталгично чувство и ги потсети луѓето на онај момент посебен кога гледаш филм со друштво. Да. Дека мислам дека тоа е посебен момент заради тоа што прво се убави услови и удобна столица, идеални услови за гледање на филм, сите кјутат надежно. Така да мислам дека тај посебен момент допре до луѓето и едноставно, знаеш, у кино си ослободен од сите притисоци дека дали пошто дома пример, гледаш комедија. И сега има многу моменти кога што пошто комедијата многу луѓе рече да е глуп хумор, и многу луѓе може да те судат. Меѓутоа и дома си мислиш лево дали е смешно, дали сум глупав ако се смеам, дали не сум глупав ако се смеам. Има некои такви чудни. Да. Меѓутоа ако си у кино, гледаш дека сите други се смеат, ти си тотално ослободен од тај обсесија. Убаво е, да. Да, и пример тоа е исто со смеењето на ситком. Значи, целта на смеењето во ситком е баш тоа, да те ослободи од тие притисоци кои што ги има хумора, пример. Така да, значи, кампањата сега е супер, млади луѓе веќе ја разбират моќта на кампањата, само заради тоа што има многу луѓе кои што од Скопје си например да гледаат кино, да гледаат филмови во Свети Николе. Мислам, има многу обиди за гледање на филмови, ама ја мислам дека Штип како треба да има некогашен цврст центар на Источна Македонија, сега не е центар, далеку од тоа е, можда е географски само центар, културолошки е хаос, конечно е змјарник, како што си го има прекора. Да, така да, мислам дека на почеток сме мислам дека управо време настапуваме со оваа иницијатива. Јас успеав да се слушам со градоначалникот. Они имат некои планови кои што се многу интересни. Ќе останеме во контакт и јас, знаеш, имам многу песимизам заради тоа што има многу помали иницијативи. Меѓутоа јас настапувам со цврсти планови, со знаење, со анализа и со ќе им помогнам на, знаеш, на луѓето волни и желни да направат некоја промена, да се реализира ово. Имам неколку можни сценарија, идеи, така да јас со моето слободно време дефинитивно ќе се посветам на ово малце повише од што бил посветен претходно и ќе надевам се дека ќе успееме, надевам се дека барем година од сега ќе снимаме прилог за тоа како време кино. И после сите на кино. Така, и ќе има хаштаг Штип на кино, нема да има Штип сака кино. Тоа ќе биде минато предвидено свршено. Така. Сашко, кажи ми, што им препорачуваш на оние кои што сакат да се занимаваат со твојата професија? Што треба да има еден режисер, што е она што треба да се има или да се избори човек? Јас мислам дека приоритетна способност која што треба да имаат луѓето кои што сакаат да се бават со филм е да
имаат прво потреба да раскажат некоја приказна. Добро. Дали е приказна кој што дали е чувство или конкретна анекдота, приказна или нешто, мора да има, значи мора да има некаков си глас, мора да има нешто што треба да се каже. Да. Тоа како ќе го кажеш е веќе знаато. Така да мислам дека тоа е. Втора работа е упорност. Мислам, секој ќе иде на многу затворени врати, луѓе многу се разочарат, луѓе не ни пробуваат заради тоа што мислат дека ќе се разочарат, што е погрешно. Пошто разочарање е емоција и е дел од нас и е дел од успехот на секој. Мислам дека секој треба човек да се бори. И мислам дека треба да се има визија и сон. Тоа е многу добро. Пошто ништо не е недостижно, мислам, како да ви кажам. Ако јас сум успеал да од Сењако стигнам до Pinewood Studios, кај што ќе дискутирам дали овај звук на чашата треба вака да биде или некои други ствари, мислам дека може секој. Сега, тоа не се дешава, никој нема да ги разбуди луѓето и да рече ај стани сега ќе одиш на ред карпет. Едноставно, тоа е тоа. Јас сум снимал студентски филмови со камера, не знам, толкава на ленти и тоа е тоа, без никаква опрема, без никаква екипа. У гимназијата сум правил проект за проектна задача DVD со класниците мои. Така да мислам дека не треба, немам опрема, немам пари, не треба тоа ништо, тоа не е изговор. Да, точно треба работите да изгледат фино и све, ама има многу повише од тоа. Така да упорност, визија и мислам дека треба затворени врати да ни инспирира, заради тоа што ако е вратата затворена, тоа значи дека има нешто позади што може да е вредно. Еве еден убав совет, навистина многу убаво кажа тоа. Јас сакам да ти се заблагодарам за одвоеното време и за овие неколку минути што заедно пиевме кафе. Да. Ти посакувам многу успеси, многу реализирани проекти напишани со твое име и презиме. Фала ви на поканата, фала на гледачите кои што надевам се дека ги слушаа во можда длго интервју. И надевам се дека ќе се чуеме со позитивни вести за киното скоро. Да. Си правиме муабет за убави работи, едноставно. Да, дај Боже, само за убави работи. Ти благодарам уште еднаш и ги поздравуваме нашите гледачи. Чао од нас. Чао, поздрав. Чао.